Најголема километража на политички предавства во Република Македонија има господин Стојан Нандов и ние во кратки црти ќе се обидеме да ја скицираме целата таа маршрута и целата таа сценографија на тие политички предавства на Стојан Нандов во изминатите 23 години. 1990 година навиваше дедо Михаил или владиката Михаил да биде претседател на Република Македонија, како можеше или како сакаше да го елиминира од политичката сцена Киро Глигоров да не стане прв претседател на независна Република Македонија. Потоа се спои со Киро Глигоров во обидот да биде елиминиран Никола Клюсев, кој Стојан Нандов го третираше или го сметаше како свој најголем конкурент да го заземе неговото место наследник на Киро Глигоров. Откога го елиминираше Никола Клюсев, влезе во политичка битка со Бранко Црвенковски и сметаше дека тогашниот генерален директор на Скопската пивара Свето Јаневски, а не Бранко Црвенковски, треба да биде премиер на македонската влада, и тоа дојде или резултираше со раскинување на Сојузот за Македонија 95-96 година. 99 година Стојан Нандов зад грбот на својата партија, тоа е партијата Либерално-демократска партија, која некаде 96 година после локалните избори настана со спојување на Либералната партија на Стојан Нандов и на Демократската партија на Петар Гошев. Значи зад грбот на таа партија Стојан Нандов се договараше да биде претседателски кандидат поддржан од СДСМ, кој тогаш на некој начин ги правеше првите чекори за воспоставување на таа коалиција со ЛДП. На крајот Стојан Нандов извиси од таа коалиција, не беше поддржан од СДСМ во своите претседателски амбиции и некаде после 99 година тој растури коалицијата со Петар Гошев и со Ристо Пенов. 2001 година, спасувајќи својата фотелја претседател на Македонското собрание, Стојан Нандов го пушта низ вода Срџан Керим ко министар за надворешни работи, го брка од својата партија и де факто функцијата министар за надворешни работи, која е многу помокне во било која политичка гарнитура, ја трампаше за задржување на својата функција претседател на Собранието на Република Македонија. Во 2004 година, иако претходно 4 или 5 години беше верен политички сојузник на Љупчо Ѓорѓиевски, 2004-2005 година тој го пушта низ вода Љупчо Ѓорѓиевски, застанува за Никола Груевски, и тоа е таа разлика во квалитет која пресуди на локалните избори Никола Груевски да има за неколку десетини илјади гласови повеќе од Љупчо Ѓорѓиевски и на тој начин да биде разрешена таа политичка драма во редовите на македонската десница. 2008 година, една година пред претседателските избори 2009 година, Стојан Нандов ја растура коалицијата и со Никола Груевски, влегува во коалиција со Радмила Шекеринска, очекувајќи добар резултат на изборите 2008 година, како би можел да биде представник на таа коалиција Сонце на претседателските избори 2009 година. И како што секогаш прави, повторно промашува таа своја проценка. И на крај 2013 година, само 10 дена после оној негов говор пред съдиштата на ВМРО ДПМН, кој го нарече Никола Груевски македонски Гадафи, Стојан Нандов во своите политички математики и во своите политички предавства го прави последниот круг и ја напушта коалицијата со Бранко Црвенковски. Богами, јака политичка километража на политички предавства има направено Стојан Нандов во последните 23 години. Ние им се извинуваме на луѓето кои се можеби предадени од Стојан Нандов, а ние немавме можност да ги спомнеме во она наша мала и кусометражна ретроспектива, а му се извинуваме на господинот Стојан Нандов ако му го деградиравме неговото поголемо политичко влијание на можни политички предавства.